ова издание, како Вашингтон гледа на се поблиската соработка меѓу Москва и Пекин. Либан. Сиромашните земјоделци се свртаа кон одгледување марихуана. Њу Йорк. И по пандемијата дел од улиците ќе останат резервирани за рестораните и кафулињата. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Пекинг и Москва ја интензивираат соработката на сите полиња. И Ши Џинпинг и Владимир Путин велат дека билатералните односи никогаш не биле подобри. Но како Вашингтон гледа на сето ова? На оваа тема Ила Де Франчески разговараше со адмиралот Џејмс Ставридис. Според адмиралот Џејмс Ставридис, Владимир Путин сакал да го искористи разговорот со Џо Бајден, не само пред домашната јавност, туку и да му покаже на Пекинг дека Русија има статус на глобална суперсила. Верувам дека сакал да му принесе на председателот Ши Џинпинг дека може рамноправно да разговара со најголемата сила на светот. Мислам дека тој го постигна. Меѓутоа, Ставридис додава дека средбата во Женева не била приоритет за кинескиот председател. Тој многу повеќе внимание посветил на самитот на НАТО во Брисел, пред разговорот во раскошната вила Лагранж. Кина беше помалку заинтересирана за самитот САД Русија, отколку за НАТО самитот, на кој првпат алијансата се обврза сериозно да и се спротистави на Кина. Во контекст на делување на НАТО надвор од својот простор, ова би била максимална операција надвор од алијансата, за која верувам дека е потполно возможна. Гледаме како воени бродови под команда на членки на НАТО се распоредуваат на Пацификот, вклучувајќи ги Британија, Германија, Франција. Кина овие денови многу е фокусирана на НАТО. Пекинг негативно ќе реагира на новиот стратешки концепт на НАТО. Кина тоа нема да го прифати добро. Пекинг ќе се прашува зошто толку држави се спротивставуваат на неговиот геостратешки план една обиколница еден пат. Одговорот на ова прашање лежи во фактор што многу држави се противат на кинеските територијални аспирации во Јужното Кинеско море, како и за малтретирањето на кинеските соседи во Источна Азија, како Виетнам и Филипините, но и поради кршење на човековите права и одредени кинески сајбер напади. Сите овие се значајни иритирачки фактори кои заедно со видливата експанзија на моќта на Кина неизбежно водат до зголемени тензии. И Путин слично гледа на стратешкиот чекор на НАТО, смета Ставридис. Путин во Кина гледа најголем пријател и сојузник и покрај тоа што двете држави немаат формален меѓусебен договор, нивните интереси се совпаѓаат во однос на речиси сите меѓународни прашања. Двете се авторитарни режими кои поседуваат и значаен нуклеарен арсенал. Фокусот на НАТО на зајакнување на солидарноста со САД на Пацификот ќе ги зголеми тензиите не само меѓу Кина и европските држави, туку ќе ги влоши и постоечките тензии на западната алијанса со Русија, заклучува Ставридис. Русија не е воопшто среќна кога гледа како НАТО се врти кон зголемена соработка со Америка. Главната стратешка цел на Путин е да ја ослабне трансатлантската спрега, во која најголем дел зазема НАТО. Немаштијата агитира сиромашните земјоделци од источен Либан се повеќе да се вртат кон одгледувањето на канабис. Джейкоб Расел јавува оттаму. Сместена меѓу планини, долината Бека е плодна рамнина и место од каде доаѓа најголемиот дел од земјоделското производство на државата. Колапсот на економијата на Либан го направи прескапо увезувањето на семе и ѓубриво, потребни за одгледување зеленчук, и се повеќе земјоделци се вртат кон културата што им носи приход на кој може да сметаат – канабисот. На хашиш од временските услови, географијата на средината нема толку лошо влијание. Одгледувањето на хашиш и најмали трошоци им носи неголема берба за нас. Се уште нелегална во Либан, марихуаната се одгледува во Бека еден век и повеќе. На таа берба може да се смета, но за земјоделците е последната опција, зашто најголемиот дел од профитот оди кај дилерите и шверцерите. Фармерот одгледува хашиш бидејќи ни една друга култура не е профитабилна. Фармерите се први кои бараат од владата да ни понуди алтернатива, да можеме да ги исхраниме децата. Дајте ни алтернатива. Антуан Хабџи, член на либанскиот парламент од Баалбека Хармел,
една од најголемите зедници на Бека. Води кампања за легализација на либанската индустрија на канабис. Тој верува дека проблемот има длабоки корени и дека само се влошил со кризата. Ситуацијата на Балбек и Хермел е многу лоша од социјален, економски и безбедносен аспект. Сосема е јасно со пропагањето на легитимниот пазар и законодавството, нелегалниот пазар расте има очигледно негативно влијание врз Либан. Произведувачот на хашиш во регионот на Хермел, кој бараше да остане анонимен, верува дека нема друга опција. Државата кажа дека ќе стори нешто, не стори ништо. Нема изземање ниту подршка за луѓето кои живеат во оваа област. Луѓето треба да живеат, имаат деца. Ви требаат барем млеко и пелени, тоа чини цело богатство. Што друго ни преостанува? За сега фармерите велат дека одгледувањето на илегален канабис привремено им дава шанса да преживеат, додека долината Бека бара потребно решение за своите економски проблеми. За време на пандемијата, голем дел од улиците во Њујорк беа пренаменати во места за релаксација и спортување за локалните жители. Сега, по отворањето на економијата, најголемиот град во Соединетите држави најавува дека дел од овие мерки ќе останат и во иднина. Пилешко на скара и десерт од капини, вечера под свеки, среде улица. Дозволено е да јадете овде, дозволено е да пиете, да пеете и дозволено е да си поминете на вистина добро. Добре дојдовте во Бруклин. Марк Коен заедно со неговата ќерка веќе некое време организираат слични вечери за пријателите и семејството. Сега е тоа можно и во градот Њујорк благодарение на градската програма Отворени улици. За време на пандемијата, која се уште е реалност во САД, некои улици се трајно затворени, за да можат луѓето да се дружат безбедно и да уживаат на отворено. Ако некој дојдеше во нашата заедница пред година и пол и речеше, ајде да ја затвориме целата авенија и да ги оставиме луѓето да вечераат на улица до 10 часот навечер. Ке речев тоа е лудо, невозможно и никогаш нема да успее. Но ете, тоа сега функционира. Улиците и малите плоштади сега се затворени и поделени во неколку области. Некои се резервирани за пешачење и возење велосипед. Рестораните поставуваат маси, додека другите се празни, чекаат да бидат претворени во импровизиран деловен простор или во игралиште. На рестораните им е дозволено да користат некои од градските блокови бесплатно, иако тие обично мора да платат огромна сума и да добијат дозвола за поставување инвентар надвор. Градските власти велат дека на првата пилот програма Отворени ресторани двојно повеќе луѓе вечерале од вообичаеното. Тука имаме и соба внатре, но никој не сака да седи таму. Сите сакаат да биде надвор. Имаме наши ковид кабини за поголема безбедност. Патрик Фромут е менаџер на ресторан. Тој вели дека локалот не бил затворен за време на пандемијата, но тогаш дошле само 4 муштерии. Сега служат 65 гости, и тоа само надвор. Има европски шмек, но наскоро ќе стане американски. Програмата на почетокот нервираше некои возачи и тие организираа протести против затворањето. Но како што одминуваше времето, повеќе луѓе се прилагодија. Паркирањето тука е тешко, но што да правите? Тоа е Њујорк. Вива Ди Кончини пораснала во Аризона и била навикната да вози, но во Њујорк ужива да биде на отворено. Обожавав отворени улици цел живот. Порано одев во Европа и ги гледав пешачките зони во Барселона и насекаде. Од секогаш сакав да живеам на улица што е пешачка. Сега повеќето од ограничувањата на пандемијата во Њујорк се укинати и градот полека и предпазливо се враќа во својот предпандемиски живот. Со еден голем исклучок. Сега има многу повеќе улици затворени за собраќај и отворени за дружење. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com. Со мене повторно се гледате утре на истото место и во истото време. Поздрав од Вашингтон.